Здраво на сите! Ние повторно сме овде во нашето студио. Аз се надевам дека и вие сте пред вашите мали екрани и ја очекувате четвртата емисија на квизот Умни глави. Денес со нас се тимот Мун од Средното општинско училиште Димитар Влахов и тимот Сет Бойс од приватното средно училиште Јахја Кемал. Би ги замолила Мун да ми се представат. Јас сум Вероника Коцева. Јас сум Кристина Каштарска. Која година сте? Прва. Да, вие? Јас сум Бојан Станишлевиќ. Јас сум Радван Косадинов. Да ве прашам, какви резултати очекувате од оваа игра или општо од сите? Јас се надевам барем да поменеме првата рунда. Супер, вие? Исто? Немаме некои очекувања. Добро. Па мислам дека може да започнеме. Првата игра се нарекува да или не. Добивате по 10 прашања, за секој точен одговор добивате по 8 поени и треба да одговорите со да или не. За секој точен одговор, реков, добивате по 4 поени. Првото прашање е за Тим Мун. Кенгурот е карактеристично животно за Африка. Да или не? Ви истече времето. Не. Беше не. Вашиот одговор не се прифаќа бидејќи ви истече времето. Второто прашање е кравата е свето животно во Индија. Да. Вашиот одговор е точен. Второ прашање, рибите и птиците се единствените животни кои ги јадеме пред да се родат и откако ќе умрат. Мун. Не. Вашиот одговор не е точен. За другиот тим, кинезите се најбројната нација во светот. Да. Вашиот одговор е точен. Државата Русија има површина поголема од планетата Плутон. Не. Вашиот одговор не е точен. Уставот не е највисок правен акт во Република Македонија. Не. Вашиот одговор е точен. Водата и зејтинот се мешаат. Не. Вашиот одговор е точен. Најголемата пустина во светот е Калахари. Не. Вашиот одговор е точен. Јапонското знаме е составено од црвена и бела боја. Не. Вашиот одговор не е точен. Тамбурата е ударен инструмент. Да. Вашиот одговор не е точен. Тамбурата е жичен инструмент. Дрезден е област во Германија. Да. Вашиот одговор е точен. Русија има две временски зони. Не. Вашиот одговор е точен. САД има 51 држава. Да. Вашиот одговор не е точен. САД има 50 држави. Луѓето кои после раѓањето го изгубиле видот може да сонуваат. Да. Вашиот одговор е точен. Ода на радоста е химна на Америка. Не. Вашиот одговор е точен. Хартијата се прави од дрво. Да. Вашиот одговор е точен. Кинескиот зид не спаѓа во светските чуда. Не. Вашиот одговор е точен. Најбројна нација на светот се русите. Не. Вашиот одговор е точен. Медот е единствената храна што не се расипува. Да. Вашиот одговор е точен. И последното прашање. Леси е името на првото куче во Вселената. Не. Вашиот одговор е точен. Името на првото куче во Вселената е всушност Лајка. Добро, по првата игра би сакала да знам какви импресии имате, дали ви беа тешки прашањата? Не. Не. Воопшто? Да. Не. Добро, сега поените вака. Мун имаат 20 поени, додека Сет Бойс имаат 36 поени. Тоа значи дека победници во оваа игра се Сет Бойс. Втората игра се нарекува проста математика. Дадени ви се 6 цифри, од кои вие треба да добиете трицифрен број, при тоа да ги користите математичките операции: одземање, собирање, множење, делење, загради и еднакво. За решавање имате 2 минути, а за презентација имате 30 секунди. Оној кој што ќе го добие точниот одговор добива 20 поени, оној кој што ќе го добие приближниот добива 12. Доколку тимот кој што го рекол прв бројот не му е точен, другиот тим има можност да одговара. Први ќе се Сет Бойс.
Вашата задача е: добите го трицифрениот број 423 со помош на математичките операции помеѓу броевите 4, 3, 7, 9, 20 и 50. Почнете. И вие треба да решавате. Заедно. Полека размислувајте. Имате време. Готови сме? Готови сте? Да. Ќе ги оставиме другиот тим да решаваат. Добро. Почекайте. Се надвам дека и мом ќе решат брзо. Имате уште една минута. Проверете ја задачата. Може би не ви е точно. Уште малку. Четири, 3, 2, 1. Готово. Добро, тимот Set Boys, дали може да го презентирате вашиот резултат? 50 по 9 минус 7 по 3 е еднакво на 423. Вашиот резултат не е точен, затоа ги молам другиот тим да го презентираат. Отворена заграда 4 по 3, затворена заграда по 20 плюс отворена заграда 9 по 7, затворена заграда плюс 50 еднакво на 353. Вашиот одговор е точен, но е приближен, не е ист како нашиот и затоа добивате 12 поени. А вие не добивате ништо бидејќи го решивте бројот. Сега одиме на следната задача, а тоа е за вас, Мун. Добите го трицифрениот број 311 со помош на математичките операции помеѓу броевите 2, 4, 8, 9, 20 и 50. И вие решавајте. Времето ви тече. Се надвам няма да завършите толкова бързо. Имате 2 минути, не се бързайте. Една минута. Може ли над 311? Да, може, ама нема да ги добиете сите поени, ако ви е точен резултатот. И не смеете да ги користите броевите два пъти. Имате още малко.
4, 3, 2, 1. Готово. Кой резултат го добивте? 304. Вие? 311. Тие ќе презентираат први, бидејќи бројот беше нивно. Повелите. 20 по 9 плюс 50 по 2 плюс отворена заграда 8 по 4 добиваме 304. Вашиот резултат не е точен и затоа одиме на другиот тим. Полека Ам. презентирајте го. Отворена заграда 8 по 4 по 20 делено со 2, затворена заграда минус 9. Вашиот резултат е точен и бидејќи е точен, вие добивате 20 поени, а вие не добивате ништо бидејќи не ви беше точен резултатот. Добро, тоа значи дека во оваа игра вие имате 20 поени, а вие имате 12 поени. И продолжуваме понатаму. Третата игра е Милионер. Оној кој што има помалку поени во изминатите две игри, тоа сте вие. Избирате категорија музика, литература, филм или занимливости, добивате по 7 прашања и 4 понудени одговори. Ако одговорите точно, добивате 8 поени, а ако не, вие може да одговорите и добивате по 4 поени. Имате 30 секунди. Која категорија ги избирате? Литература. Добро. Првото прашање од литература гласи вака. Трилогијата Игра на гладните е напишана од под А. Сузан Колинс, под Б. Гиом Мисо, под В. Александра Потер или под Г. Пауло Коелјо. Имате уште малку? Нашиот одговор е под Г. Пауло Коелјо. Вашиот одговор не е точен, вие? А. Вашиот одговор е точен. Одиме понатаму. Второ прашање. Кој од овие дела не е на Стале Попов? Под А. Крпен живот, под Б. Чорбаджи Теодос, под В. Калеш Ангја или под Г. Необично дете. Нашиот одговор е под Б. Вашиот одговор е точен, Чорбаджи Теодос. Одиме понатаму. Од кој латински збор доаѓа зборот литература? Под А. Литераe, под Б. Лингва, под В. Либеро или под Г. Литера. Нашиот одговор е под Г. Вашиот одговор не е точен, вие? А. Вашиот одговор е точен. Пота. Четврто прашање. Во кој италијански град се случува дејството во драмата Ромео и Јулија? Под А. Венеција, под Б. Милано, под В. Рим или под Г. Верона. Нашиот одговор е под Б. Вашиот одговор не е точен. Одговорот под Г. Верона. Вашиот одговор е точен. Пето прашање. Кој ја има добиено наградата Ловоров венец? Под А. Коле Неделковски, под Б. Григор Прличев, под В. Крсте Петков Мисирков или под Г. Стале Попов. Нашиот одговор е под Б. Вашиот одговор е точен. Шесто прашање. Најстари извори на литературата се под А. Басни, под Б. Драми, под В. Митови, под Г. Поеми. Нашиот одговор е под В. Вашиот одговор е точен. Кој е првиот роман во современата македонска литература? Под А. Големата вода, под Б. Марта, под В. Село за седумте јасени или под Г. Епопеја за ножот.
Вашето отгоре под Б. Вашият отговор е точен. Другиот тим, која категорија ја избирате? Занимливости. Добро. Прво прашање. Кој е најсилен мускул во човечкото тело? Под А бицепс, под Б срце, под В јазик, под Г трапез. Под Б. Не е точно. Вие? Под В. Вашиот одговор е точен. Јазик. Второ прашање. Со кои контролни тастери се менува поддршката? Под А CTRL плюс Shift, плюс Б Alt плюс Shift, В Alt плюс Caps Lock, Г Tab плюс CTRL. Под Б. Точно. Трето прашање. Кој збор е точно напишан? Под А сфати, под Б представува, под В триаголник, под Г не знам. Под Б. Кој? Под? Под Б. Вашиот одговор не е точен. Под А. Вашиот одговор е точен. Четврто прашање. Од колку бои е составено виножитото? Под А 6, под Б 7, под В 9, под Г 12. Под Б. Точен одговор. Пето прашање. Мажот на Барби се вика под А Кен, под Б Бен, Под А. Да, под Б. Добро, точен одговор. За колку категории се доделува Нобелова награда? Под А 5, под Б 6, под В 7, под Г 8. под Б 6. Да, точен одговор. И последното, кој е најбрзото животно во светот? Под А тигар, под Б лав, под В гепард, под Г пума. Под В јапот. Гепард? Да. Да, тоа е вашиот точен одговор. Завршивме и со оваа игра. На кој му беше полесно сега да видиме? На вас или на вас? И двете беа лесни. Избравте тешка категорија или не ви се погодија прашањето? Не, лесна беше категорија. Добро. Вие? Па, малку беше промашено името на категоријата. Добро, сега вашите поени од трите игри, вие имате 108, а вие имате 72. Одиме на четвртата игра, таа се нарекува Следиме. Тимовите добивате по еден збор од нас и треба да формирате друг збор кој ќе започнува на последните две букви од нашиот даден збор, а да не завршува на К и на Ко. Имате 120 секунди, а оној кој што победува добива 8 поени. Првиот збор за вас е вештина. Наратор. Ортопед. Едип. Едип. Ипсилон. Оној. Вашето време истече. Победувате вие и освојувате 8 поени. Следниот збор е за другиот тим. Тоа е пракса. Сарма. Марија. Марија. Јагула. Јаргула. Лале. Леб. Леп. Леб. Лебет или Леб. леп. Ви истече времето, вие добивате 8 поени. Тоа значи дека во оваа игра сте изедначени. Бевте добри, морам да признам. И сега одиме на следната игра, а тоа е петата и последната и се нарекува Логоа. За оваа емисија ги одбравме модните брендови. Тимовите одговарате наизменично, а за секој точен одговор добивате 4 поени. Доколку тимот погреши, другиот тим има право да одговара и исто така добива по 4 поени. Први сте вие. Луис Витон. Точно.
Мун. Айде, девойки. Вие сте, че времето? Да, вие сте сега. Исто на вас ви тече времето? Dolce and Gabbana. Не, грешка. Това е Армани. Бъдем понатамо за вас. Се извинувам за вас, за вашият им Sad Boys. Бершка. Да, точен отговор. Сега сте вие наред. По-бързо, айде. 2, 1, готово. Вие? Versace. Точен отговор. Сега сте вие пак. Вие сте, че времето? Вие? Точният отговор е Burberry. Отиме понатамо, това сте вие. Девойки. Шанел. Не. Dolce and Gabbana. Не, това е Gucci. Сега сте вие. Lacoste. Точен отговор. За вас. Шанел. Точно. За вас. Sad Boys. Dolce and Gabbana. Точен отговор. И последното. Айде, малко. Вие сте, че времето? Дали вие знаете? Не. Иван, вие сте времето. Точният одговор е Иве Сен Лоран. Тоа значи дека со оваа пета игра ја завршивме нашата четврта емисија и сега сакам да знам како се чувствуваат нашите надпреварувачи. Супер. Добро. Исто. Вие, бидејќи тие се поголеми од вас, дали очекувавте нешто вакво или очекувавте дека ќе победите? Не баш, не очекувавме дека ќе победиме, Добро. но супер беше. Добро, сега да ви ги сообщам вашите резултати. Вие имате 135, а вие имате 84. Се извинувам, 136. Па вака, понатамо одат Sad Boys од приватното средно училиште Јахја Кемал. Се надевам дека ви се допадна и оваа емисија и се надевам дека ќе продолжите да не гледате и понатаму.